Тоа е еден од ретките господа, затоа што мажите ги има во помал број на оваа конференција, но вистински господин во својата фела и врвен стручњак пред се, педијатар и неонатолог во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Здраво, докторе. Добро утро, така е. Сите имаме микрофони пред нас. Ќе ве замолам, за да може да не слушнат во салата, да земе секој од вас микрофон. И, докторе, ако сме комотни, може да почнеме со разговорот. Така е. Прво што ќе прашам е дали е вистина дека добриот имунитет може да заштити некого доколку не дај Боже дојде во контакт со некој вирус овде, во оваа сала. Па да, мислам ме слушате, да. Секако прво добро утро и добар ден на сите уште еднашка. Морам да ви кажам дека сепак вие жените сте појаки од пол. Джабе ние мажите збориме појак пол. Впрочем, тоа го докажува и онаа стандардна статистика дека животниот век е подолг и така да сепак тоа што има повеќе господи овдека не ме ни чуди, едноставно, повеќе дами. Дека може да не заштити, да, дами и господа, вие сите сте сведоци на оваа страутна пандемија, оваа корона инфекција овие 2 години и гледате дека во основа не зависи дали некој ќе легне во болница, дали ќе добие најтешка форма и дали ќе умре, не зависи од ништо друго, него зависи од неговиот имунитет. Така да моја препорука цело време е и за вашите деца и за вас самите, негувајте го имунитетот. А негата на имунитетот е основата, така да ако сте заштитени со вашиот имунитет, вие секако можете да се одбраните и во ваква ситуација на една ваква конференција, да кажем. Не случајно секој од нас имал таков некој случај да одредена група која што е во контакти со овој актуелен вирус, некој да остане зачуван, односно да не се зарази, додека остатокот можеби и поголема бројка на луѓе кои што биле во тој контакт да заболат и ете тоа може да го припишеме на добриот имунитет. Сега да бидеме конкретни, бидејќи нели имаме ограничено време, има многу прашања, верувам и од за секој еден присутен овде за оние додатоци во исхраната кои што навистина може да направат разлика. Пред се зборуваше многу за витаминот Д, целиот овој период. Дали е вистина дека витаминот Д има толку големо влијание на имунитетот? Да, значи, видите, ние витаминот Д реално го познаваме негде 100 години, иако има некои најави за негово откривање предходно. Меѓутоа, последниве 10 години се најголемите откритија за неговата функција во имунитетот. Она што е многу интересно, што Д витаминот, ние денеска се наоѓаме во една многу парадоксална ситуација. Д витаминот се внесува или со храна, или преку кожата. Зборам за нормалниот влез без суплементи. Со храна внесот на Д витаминот е многу ниска, да не речам екстремно ниска. Најголемо создавање на Д витамин има на кожата и рачунете ако вие било кој од нас излезе некаде во летните месеци околу 12 часот, да речам во купачи, во костим, нели? Се создаваат 20.000 единици Д витамин во кожата. Од друга страна, денеска модерното време вика штитите ја кожата затоа што може да добиете канцер на кожа, нели? Заради оние озонските дупки. Меѓутоа, начинот модерниот стил на живење, облакањето, заштита од сонцето, користење на оние креми што се заштитни, например, само за еден податок да ви кажам, ако ја намачкате вашата кожа со заштитна крема 8 фактор, 94% помалку се создава Д витамин во кожата. Значи, не дека не треба да ги користиме, меѓутоа, мојот прв совет е изложите се на сонце. Сонцето носи живот, односно Д витамин. Она што е интересно, кога ќе спомнеме баш управо за ова создавање во кожата, не постои човек на планетава Земја кој добил негативни ефекти од излагање на сонце и создавање на такви високи концентрации на Д витамин. Нема интоксикација со Д витамин. Тоа е само еден вака податок што сакав да го споделам со вас денеска, а од друга страна, суплементацијата со Д витамин мора да постои. Значи, видите, ние во зимскиве месеци можете вие и во купеки костим сега да излезете надвор,
сонцето нема да обезбеди доволно D-витамин од едноставна причина што создавањето на D-витамин зависи од аголот на сонцето, меѓу другото, и од времето на изложеност на телото. Така да суплементацијата со D-витамин е значајна, затоа што делува многу на имунитетот. Тие откритија се последните 10 години. И што е во тој елемент многу битно? Луѓето денеска многу се плашат, вика, не сакам да пијам повеќе од 1000 или 2000 единици D-витамин. Не се плашите. Нема да добиете интоксикација со D-витамин. Одма ќе ви кажам. Зошто е тоа така? Затоа што и оле малце кога ќе излезете надвор, телото има феноменален систем на регулација на нивото на D-витаминот во телото. Излагате надвор, еве во зимските месеци, пиете 4000, 5000, 6000 единици D-витамин дневно. Ако телото има вишок D-витамин, ултравиолетовите зраци, ако е зима, вишокот во кожата ќе го разградат. Значи, безбедно е да земаме високи. D-витаминот е безбеден. Ние долго време се плашевме, зборам медицината стандардно, долго време се плашеше дека ако се пие многу D-витамин, може да дојде до појава на камчиња во бубреси. Денеска, вие имате, например, еве јас пошто работам во педиатријата, значи имаме реферирани случаи во светот, каде што деца испиле по 10 шишенца D-витамин, оние Вигантол. Ниедно не добило камче во бубрек. Колку витамин D да земаме препорачано вака општо, без да имаме консултација со доктор што секогаш се советува, колку е безбедно да се зема за да се влијае на тој имунитет, тоа ние, Па ја, еве ќе ви кажам само од себе, јас земам 8000 единици секој ден. Јас само една. Малку е. Но забележав промена, морам да кажам, бидејќи имам псоријаза. И со самото земање, кога беше препорачан витаминот D, за имунитет, односно за борба против корона или инфекција, забележав неверојатна промена, па ете ова нека биде совет или да пробаат оние кои што може би имаат псоријаза. Јас морам да се уфрлам, извините што ви се уфрлам, меѓутоа кога спомнавте псоријазата како и некои други болести, Хашимото, например, лупус, па дури и астма, тоа се имунолошки болести. Да, знам. Псоријазата феноменално се лечи со D-витамин, но малце повисоки дози од ова што внесувате. Значи, тоа е така наречен, денеска постои така наречен Коимбра протокол за користење на многу високи дози на D-витамин. Тоа секако не треба сами да го почнете, затоа што тоа се огромни дози. Тој протокол подразбира внесување на високи дози D-витамин, не внесување на млеко-млечни производи, внесување доста течности, фолна киселина, така е интересен е како протокол целосен и помага во смирување, нема скроз да излечи псоријазата или мултиплекс склероза, например, невролозите многу даваат високи дози на D-витамин кај мултиплекс склероза. Фантастична е регулацијата на кожата, особено кај пациенти со псоријаза. Ние ќе имаме една препорака за витамин D од нашите пријатели од Есенса. Деспина ќе ни каже каков витамин D има во оваа програма, па после ќе се навратиме на сето останато, но сакав прво да ја прашам господјата Симонче за компанијата Есенса која ни го овозможи овој панел, за присутна долго време на пазарот, за каква компанија станува збор. Уште еднаш здраво на сите. Од името на компанијата Есенса, чест и задоволство ми е да ве поздравам и да ви посакам добре дојде. Компанијата Есенса е покровител на денешната кейс стади, значи инфекциите се предизвик, здравието е цел. Инаку, Есенса е фармацевтска компанија за производство на додатоци во исхраната, медицински средства, предмети за општа употреба, во кои што спаѓаат козметичките препарати и биоцидните производи. Седиштето е во Белград, инаку е основана 2002 година, значи следната година ние ќе прославуваме еден значаен јубилеј, 20 години од постоењето. Палетата од над 200 производи се со единствена формулација во која се вткаени знаење и искуство во комбинација со иновативни технологии. Присутни сме на многу голем број пазари, како што се во голем број европски земји, меѓутоа веќе се распространуваме и во други континенти, како во Африка и во Азија.
Драго ми е што ете ќе можат сите наши присутни да се запознаат со програмата, со дел од производите, затоа вие обезбедивте еве торбички со подарочиња и секој еден ќе може да проба, а и ќе го посети вашиот штанд за да се информира околу целата програма производи. Деспина, витаминот Д на есенса, дали е посебен? Здраво на сите најпрвен. Бака, ние во нашето портфолио, како што рече Јована, имаме препарат на база на Д-витамин, кој што е малку по-специфичен во однос на другите Д-витамин препарати на пазарот. Најпрвен поради тоа што најголемиот дел од Д-витамин препаратите на пазарот доаѓаат во облик на таблети или перли. Нашиот Д-витин Д3, за разлика од тоа, доаѓа во малку по-специфичен облик, односно во облик на спрејче, кое што има и пумпичка, кое што возможува брзо, лесно и пред се прецизно дозирање. Исто така малку по-специфичен по состав, затоа што Д-витин Д3, освен холикалциферол, односно Д-витамин, во својот состав има и липозомален цинк. Липозомалниот цинк во овој препарат, да напоменам, е во облик на ултрафини партикули, кои што возможуваат многу полесна ресорбција и многу поголема биорасположливост во организмот. Како што реков, доаѓа во мало и практично пакување од 30 мл. Меѓутоа да не ве залажува малата амбалажа, едно вакво спрејче е сосема доволно за 3 месеци употреба, доколку се дозира правилно. Инаку, употребата оди на тој начин што дневно треба да се прскаат по 2 дозички или сублингвално, односно под јазикот, или во ниво на букалната слузница, со оглед на тоа дека овие 2 места во устната шуплина се најдобро прокрвени, па возможуваат најдобра ресорбција, значи на Д-витаминот и на цинкот. Може да го користат сите, меѓутоа пред се наменете за возрастни и за деца над 12 годишна возраст. При тоа во 2 дозички дневно имаме 1000 интернационални единици на Д-витамин и 5 милиграми на липозомален цинк. Д-витинот, освен тоа, има доста пријатна арома на малина, меѓутоа нема други додатоци од тип на шеќер, така да може слободно да го користат и диабетичари. Така, сите детали да спина околу производите поединечно ќе можат секој еден да го посети вашиот штанд и во детали да бидат објаснети. Видовме дека ова е посебна форма на витамин Д, докторе, цинк. Каде цинкот во целата приказна, знам дека ги следите сите истражувања и тој се спомнуваше како еден елемент кој што влијае на имунитетот. Да, цинкот е, вие сите знаете, и сега е препорачан во оваа фаза на пандемијата како поддржувач на имунитетот. Дозите, зборам за цинк, овој препарат е добар затоа што може да го користите Д-витаминот со цинкот заедно, значи да постигнете и повисоката доза ако има потреба со повеќе користење во тек на денот, повеќе од 2. Едноставно, цинкот е еден од, да кажам, волшебните микроелементи. Цинкот е дел од многу биохемиски процеси во имунитетот. Зошто е он важен? Например, цинкот е битен за деца, битен е за слузницата на устата, за слузницата на дишните патишта, а сите гледате дека корона инфекцијава, например, тука зафаќа на ниво на слузницата. Меѓутоа, цинкот, кога го гледате во адултната популација, значи кај нас возрастните, цинкот е исто така многу битен за машкото здравје. Значи, тој е еден голем заштитник на простатата и на процесите кои што се јавуваат на тие хронични простатити и евентуално дури малигни процеси на простата. Количината на цинк што ја внесуваме преку храна е у микрограми. Затоа е добар да се додаде, да се земе како суплемент. Има еден професор Валтер Шулц од Келн, Универзитетот во Келн, вика, овие откритија неколку што се врзани околу Д-витаминот, цинкот и омега-3 масните киселини се веројатно најголемите откритија во последните 20 години во медицината. Така да, цинкот е навистина еден волшебен дел од имунитетот, меѓутоа морам уште еднаш да напоменам, видите што би било важно. Имунитетот треба да го гледаме како една интегрална целина. Значи, внесувањето на Д-витамин и цинк е една компонента од нега на имунитетот. Друга компонента, ке речеме, нели, например, внесување на некои други витамини, како што е С-витаминот, например, внесување на некои пробиотски култури, одржување на микробиомот. Дами и господа, да ви кажам, имунитетот наједноставно, иако е тоа многу сложен механизам, наједноставно треба да се дефинира како систем на препознавање на себе од не себе.
Значи, ние имаме клетки, сите ние и децата кои ќе се родат, имаме клетки кои секој дневно, повеќе пати во денот, вршат скенирање на секоја клетка наша. Као баркод, замислите го тоа. Значи, на секоја клетка доаѓаат, се лепат и викаат, ова е моја клетка. Океј. Кога ќе има некоја клетка во која што има вирус, она вика, ова не е моја клетка, ова мора да се уништи. Или, кога ќе кажеме, например, појава на некоја малигна клетка. Кај секоја индивидуа, кај секој човек, секој дневно се создаваат по неколку малигни клетки. Ако нашиот имунитет не е добар, ќе дојде до појава на малигном. И вие денеска гледате дека имате млади луѓе кои што умираат од канцери и се чудиме зошто. Па, видите, ја морам да ви кажам дека ние живееме во едно модерно време во кое повеќе се труеме отколку што го одржуваме имунитетот. Кога ќе отидете на пазар и кога ќе купите првите производи што ќе ги купите, вие купувате производи кои што се екстремно богати не со витамини и минерали, него со пестициди, органофосфати и хербициди. Тоа се модерните отрови на 21. век. Тоа е една од причините за рушење на имунитетот уште во детската возраст. Така да, затоа и сакав да напоменам дека ние треба да го негуваме имунолошкиот систем. Една од негите на имунолошкиот систем, ова морам да го кажам, би сакал, многу е битно да знаете, е да го одржувате здравјето во цревото. Скоро 80% од нашиот имунитет е во гастроинтестиналниот систем. Тоа подразбира, внимавајте што јадете и како јадете. Одржите ги вашите микроорганизми, оти ние ако сме овдека 200 луѓе во оваа сала, сите, меѓу нас заедно, имаме 96% од нашата ДНА иста. 4% само се разликуваме, дали е машки пол, женски пол, боја на коса, боја на очи, меѓутоа и контрола на имунолошкиот систем и контрола на нашиот така наречен микробиом. Односно, сите ние пак сега во 100% се разликуваме по структурата на бактериите што секој од нас ја носи. Значи, ние сме, секој индивиду е еден екосистем сам за себе. Немојте да злоупотребувате лекови непотребно. Немојте да зимате или на вашите деца да давате непотребно антибиотици. Антибиос значи против живот. Антибиотик. Негувајте го имуниот систем. Еве, например, кога збориме сега баш за D-витаминот и цинкот, еден од елементите во устната шуплина, значи имате во предвид дека секој од нас во устната шуплина има повеќе микроорганизми него што има луѓе на планетава Земја. Значи, негувајте ја устната шуплина, негувајте ја носната шуплина. Така. Значи, што сакам да ви кажам? Сите ние ги учиме децата, а и ние стануваме од сабајле, прва работа што правиме се миеме заби. Направете анализа колку луѓе прават нега на носната шуплина. Па, веројатно, Многу малку малку. мина. Дали некој има или практикува да го измива носот со оние спрејови? Има прашање. Аха. Значи, негата на носната шуплина не е само земите физиолошки раствор. Не, мислам, сакам да ви кажам, да, земите морска вода, што би рекле, ама зашто, која е разликата? Кога вие ќе го земете стерилниот физиолошки раствор, 0,9% физиолошки раствор, тој има само физиолошки раствор. Ама кога имате морска вода, ви имате минерали, имате цинк, имате манган, имате кобалт, имате железо, имате селен. Во добрите препарати за нега на нос имате селен, а селенот е еден од најмоćните антиоксиданси. Значи, да, исперите си го носот наутро од сабајле, мислам, исчистите го со морска вода. Со Марисол. Да. Многу е важно тоа, морам да ви кажам. А да не прашам колку луѓе наутро вршат хигиена на уво. Тоа е веќе трета тема. Па тоа е непријатно, доктор. Тоа е веќе непријатно прашање. Имаме и такви препарати во наредна прилика. Ќе зборуваме и за уши. Так, може кратко да слушнеме и за Марисолот, бидејќи докторот те го спомна. Така, Јована, ние во Есенса имаме прилично поголема колекција на препарати на со морска вода. Станува збор, како што рече Бети, за Марисол колекцијата. До минатата година ги имавме во колекцијата Марисол физиолоджика капките, Марисол стерилните ампули, односно монодозички, и Марисол спречињата од 50 мл, кои што се наменети за деца над 1 година, како и за возрастни. Меѓутоа, од минатата година во
во оваа колекција ги добивме и Марисол хипертоничните стерилни ампули, како и Марисол хипертоничните стерилни джетови. Тоа е ова што го гледаме. Да. Зошто е посебен джетот? Има веројатно поголема моќност за измивање, колку што гледам. Така е, всушност имаме два джета, односно Марисол джет и Марисол стронг джет. Двата представуваат стерилни хипертонични раствори со 2,2% концентрација на морска сол. Доаѓаат во големо пакување од 120 мл со специфичен апликатор кој што е доста практичен, особено за бебиња. И сега она по кое што се разликуваат е тоа што кај Марисол джетот апликаторот морската вода ја распрснува во облик на облак, па така е попогоден за бебиња над 3-месечна возраст, додека Марисол стронг джет има малку појак млаз, односно апликаторот морската вода ја распрснува во облик на гейзер, па така е наменет за деца над 3 годишна возраст и за возрастни. И само да напоменам, за разлика од другите Марисол спрејчиња кои што се од 50 мл и имаат рок на употреба 6 месеци после отварање, овие джетови може да се користат се до крајот на рокот на употреба. Така. Само да се надоврзам, да потенцирам. Значи, Марисолот джетови се морска вода и тоа морска вода од Бретања. Тоа е еден залив кај што има висока плима и осека и тоа дозволува да се и овозможува да биде доста чиста водата и да се пречисти. И токму тоа што го кажа доктор Сајковски, да потенцираме дека за разлика од други препарати, ова е морска вода во спреј. И токму затоа има голема предност, поради содржина и на други минерали во однос на покрај солта што ја содржи во себе. Така, во овие торбички ќе пронедат и да испробаат такви производи. Бидејќи времето ни изминува, сите прашања дополнителни за програмата на Есенса, како и за доктор Сајковски, ќе можете да ги поставите на штандот на Есенса. Докторе, ќе останете со нас уште малку за... Има веројатно многу прашања директни кои што јас не можев поради времето да ги поставам, но едно морам да поставам, а тоа е оној бета-глукан кој што исто така толку многу се спомнуваше во овој изминат период. Дури и докторите го препишуваа матичните како паралелна терапија на COVID, се даваше високи дози витамин D, бета-глукан и пробиотици и се она што го спомнавте вие, но бета-глуканот ми се чини за прв пат се сретнавме сега со него, барем пошироката јавност. Што вие ќе ни кажете за него? Не, бета-глуканите се поодамна познати. Морам искрено да ви кажам, они се користеа во еден друг сектор во медицината, ова зборам пред повеќе, да речем 15-20 години. Меѓутоа, во една анализа која што е направена во Франција, се откри дека кај еден возрастен човек кој што имаше релативно ретко едно умерено оштетување на имунолошкиот систем, користењето на тој бета-глукан што го користе за сосема друга идеја во неговиот третман, даде подобрување на имунолошкиот ефект. Тогаш почна анализите, знаете, морам да ви кажам, многу често во медицината имаме случајни открити. Така и например, откритието за пропранолол за лечење на хемангиоми. Денеска хемангиомите не се оперираат. Тоа се некогаш и случајни откритија. Денеска бета-глуканите веќе има доста студии. Денеска на PubMed и на овие бази на податоци кои што се медицински, можете да прочитате негде над повеќе од 4000 студии кои што покажуваат за умерениот имуномодулацијски, односно имуностимулативен ефект на бета-глуканите, но имаше и една студија која во Србија беше правена пред 2 години во третман на одредени вирусни инфекции. Меѓутоа, морам овде да ви напоменам дека изборот дали да се даде бета-глукан или не и каква ќе биде структурата на целото лекување, сепак е добро да е на лекарот, односно на матичниот лекар кој што го води пациентот. Затоа што, знаете како, не би сакал да дојдеме во ситуација како со антибиотиците. Да претеруваме. Да претеруваме за работи за кои што нема да има ефект и онда да каже некој, видите, ова нема ефект. Значи, точно се знае каде бета-глуканите може да помогнат и тие фактички се користат доста, се користат и кај нас. Ние ги имаме сега, последниве неколку години во повеќе отколку порано. Да, на Есенца го има и за деца, нели, и за возрастни во форма на таблети и во форма на сируп. Може кратко само да кажеме деспина за него, па остатокот од промоцијата, односно практично информациите ќе ги добијат кај вас.
Така е, како што спомнавте, имунобетата ја има во облик на сирупче и капсули. Сирупчето пред се е наменето за дечиња над 3 годишна возраст, меѓутоа во консултација со педијатар може да се почне и доста порано, веќе над 12 месеци, доколку детето нема алергија на некој од состојките на производот. Имунобета сирупчето во својот состав, освен бета-глукан, содржи и цинк и С витамин, што представува една идеална комбинација за користење во овие зимски месеци, односно во оваа сезона на вируси и настинки. Се дозира 1 мл на 5 кг телесна тежина, што значи дека освен деца, всушност може да го користат и возрастни кои што имаат проблеми со голтање на таблети или капсули. Има одличен вкус на јагода и доаѓа во големо пакување од 200 мл. И по доста пристапна цена е, односно може да го најдете во сите подобро снабдени аптеки по цена од околу 450 денари. Капсулите од друга страна се наменети за деца над 7 годишна возраст и за возрастни. Со истиот состав се, значи бета-глукан, липозомален цинк и С витамин. Доаѓаат во практично пакување од 30 капсули. Да напоменам само дека за бета-глуканот е многу важно да се зема на гладно, односно најубаво е да се зема или наутро пред појадок, или доцна навечер пред спиење. Капсулите доаѓаат по цена од околу 620 до 650 денари и исто може да се најдат во сите подобро снабдени аптеки. Така. Може да кажам Да, нешто? повели. Извините, минете само Слободно да повелете, ние сме тука за вас, Морам докторе. нешто да ви Од вас кажам, да дознаеме оти се. Ова е кога ќе чујам нели за возраст над 3 години или возраст над година дена и така натаму, морам да ви кажам една работа. Може би пола од вас се антивакцери или не, не знам. Не, тука може сите би- се вакцинирани. Не, морам ова да го поврзам. Не сакам да бидете збунети од една работа. Вие, прочем, слушнавте и за вакциниве, за Pfizer и за овие другиве, нели, потенцијални негативни ефекти. Значи, дами и господа, да ви кажам нешто. Фармацеутските компании се обврзани да дадат информација над која возраст може безбедно да се дава некој препарат. Кога спомнавте над 3 години, значи не значи дека некој препарат не може да се даде под 3 години или под година дена. Едноставно не е запишано така затоа што е најтешките студии кои би биле одобрени за испитување се кај трудници и кај деца. Значи, многу се полесни клиничките студии за безбедноста на лековите, па и вакцините и било што друго кај возрастната популација. И затоа ние денеска се сретнуваме со еден куп лекови или помошни лековити средства за кои велиме се дава над 12 години. Но кога мора да го дадеме, ние немаме избор, го даваме и во помалата возраст. Тоа се вика во медицината off-label давање на лекови. Не дека е штетно, но се дава во опрезни дози за да може да даде ефект. Типичен пример за тоа ви е, да речеме, новородено дете, 2 кила, добива сепса од клепсиела и реагира само на еден антибиотик на меронем. Пример збора. Тој пишува над 12 години. Ако не му го дадеме, ќе умре. Ако му го дадеме, може да го спасиме. Затоа сакам ова морав да го кажам, да не биде збунувачки, особено околу информациите за вакцините. Да, но за тоа ни треба педијатар и неонатолог за да дадеме нешто што пишува, нели, над 3 години или над 12. Сега, бидејќи зборувавме за различни препарати и повеќе препарати, сега ја знам публиката веднаш ќе каже, да земам и ова, и ова, и ова. Кажете ни точно што се треба да земаме за да ни биде добар имунитетот како препорака во овој предстоен период кој што може да биде и загрижувачки, нели, со оглед на најавите за нови бранови, нови типови соеви и така натаму. Значи, пред се морате да ги, значи, секој од нас, во зависност, морам да ви кажам искрено, малку индивидуален периодот. Значи, не можеме да групираме за сите, затоа што сите имаме различит ниво на имунитет. Значи, она што секој треба да знае, прво, треба да исхраната, прво и основно, исхраната биде квалитетна. Сега, ќе кажам органска, знам дека тешко се наоѓа органска храна, но храна која е што помалку третирана. Оти органофосфатите, хербицидите, сите тие прават страшна лезија на имуниот систем. Второ, ако немате доволен внес на витамини и минерали, значи секако мора да се изврши суплементација. Клучно е внесување во овој период сега во зимова на D витамин, цинк,
клучно е зимање на С витамин, зборам како суплементи кои регуларно можете да ги земете. Сите имуномодулатори, меѓу кои бета-глуканот или било кој друг препарат кој што се користи за стимулација на имунитет, треба да е во консултација со лекар. Значи, зашто? Затоа што едноставно кај некого бета-глуканот може да даде ефект, кај некого не. Зависи од имунолошкиот статус на пациентот, на човекот, а тоа најдобро го знае неговиот матичен лекар. Инаку, суплементација со витамини обавезно. Јадите исто така барем 2 пати неделно риба морска, односно мрсна риба, што викаат, нели? Бакалари и лосос. Заради омега-3. Така. Благодариме многу за овој разговор. Ветуваме дека секој кој што сака да го потпраша нешто докторот во овој нареден период ќе може да го стори тоа на штандот. Поради сатницата не можеме да го правиме вака во живо, но можеме да извлечеме подарок за некој најсреќен кој што е тука, нели, во салата. 3 пакети од есенса за подобар имунитет ќе бидат подарени. Еве ја куглата, повелете. Ова е нашата драга хостеса. Па јас мислам да дадеме честа на докторот да излече. Ајде да видиме кому ќе донесе среќа. Моника Конеска. Дали е тука? Ета, Моника Конеска. Моника, повелете да го добиете вашиот пакет производи за добар имунитет. Одиме веднаш со следниот добитник. Ти остани тука да ја почекаш и Моника, но и другите наши добитници, добитнички. Ивковска Тања. Честитки, Моника. Ете е Ивковска Тања и да видиме кој е третиот добитник. Сандра Ципевска. Ципевска Сандра? Или може би... Ете, Сандра, повели и ти да си го подигнеш својот пакет. Честитки, драги девојки. Ќе имаме уште многу подароци во текот на нашето денешно дружење после секој разговор. Цилевска, да, извини. Честитки. Па верувам ќе има среќа за многумина други кои што се тука. Вам ви благодарам и се гледаме повторно наскоро. Ќе се дружиме во текот на денешно.